Говорот на председателот Доналд Трамп вчера вечер беше негово прво обраќање на заедничката седница на Конгресот, откако тој го започна својот втор мандат во Белата куќа на 20 јануари. Позитивниот тренд на Америка се врати. Ни се врати духот, гордоста ни се врати, самодовербата ни се врати и ни се зголеми американскиот сон, кој е поголем и подобар од кога било досега. Но по едва и 5 минути од обраќањето, демократскиот представник Ал Грин од Тексас упати високи тонови кон Трамп дека немало да го скрати Medicaid, владена програма за помош за медицинско осигурување за луѓето со ниски приходи. Грин беше спроведен надвор. Трамп ги истакна строгите царини што стапија на сила вчера за Кина и за соседите на САД, Мексико и Канада. Овие три главни американски трговски партнери се заканија со одговор на царините, поради што финансиските пазари паѓаат поради стравувањата од нова трговска војна. Ќе има мало нарушување, но ние ќе бидеме добри со тоа, нема да биде многу. Претходно неделава Трамп ја прекина војната помош за Украина. Поминато неделниот состанок во овалната соба во Белата куќа со украинскиот председател Володимир Зеленски околу договорот што ќе им даде на САД права на украинските минерали. Тоа е дел од неговите напори да го притисне Киев да постигне договор за да прекине борбата против руската инвазија на земјата. Истовремено имавме сериозни разговори со Русија и добивме силни сигнали дека тие се подготвени за мир. Во одговорот на демократите, сенаторката од Мичиген Елиса Столкин ја истакна расправијата меѓу Трамп и Зеленски. And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV. Таа сцена во овалната соба не беше само лоша епизода од реалити шоу. Таа го сумираше целиот пристап на Трамп кон светот. Тој верува во пријателски настап кон диктаторите како Владимир Путин и лош однос со нашите пријатели како канаѓаните. Тој го гледа американското раководство само како трансакција со недвижнини. Другите демократи го истакнаа своето незадоволство во моментите кога Трамп говореше. Беа облечени во розово за да го свртат вниманието на политиките на Трамп, за кои велат дека негативно влијаат на жените и семејствата и држаат транспаренти како оној, цитирам, Маск краде. Поради напорите на технолошкиот милиардер Илон Маск да ја намали федералната влада со откажување на владини договори и отпуштање на десетици илјади федерални вработени. Секој федерален бирократ кој ќе се спротистави на оваа промена веднаш ќе биде сменет од функцијата. Сенаторката Слоткин забележа и за ова. You want to cut waste? I'll help you do it. Сакате да го намалите непотребното? Јас ќе ви помогнам во тоа. Но промените не треба да бидат хаотични или да не направат помалку безбедни. Отпуштање на луѓето кои работат на заштита на нашето нуклеарно оружје ги спречуваат авионите да не се урнат и работат на истражување за изнаоѓање на лек за рак. За 2 дена подоцна повторно да ги вработи, ниту еден извршен директор во Америка не може да го стори тоа без да добие отказ. Трамп ја зема заслугата за намалениот број мигранти кои легално ја преминуваат јужната граница на САД. Медиумите и нашите пријатели во Демократската партија постојано велеа дека не треба нова легислатива за да ја обезбедиме границата, но се покажа дека се што навистина ни треба е нов председател. Седејќи со првата дама, Меланија Трамп, беа гости чии животни искуства ја засилуваат агендата на нејзиниот сопруг, вклучително и активистка против трансродовите спортисти во женскиот спорт и семејството на жена убиена од нелегален имигрант. Трамп ги повтори ставовите за враќање на Панамскиот канал и да го преземе Гренланд, но не ги спомна барањата за протерување на палестинците од Газа. Тој зборуваше 1 час и 40 минути, што е најдолг председателски говор пред Конгресот.